Ние остануваме на терен, одиме во живо и пред големата судница во затворот Идризово, каде во теке ново ручиште за пожарот во Кочанската дискотека. Зоран Јаневски е таму. Зоран, кој се сведочи на денешното судење? Да, денешното судење овде во судницата во Идризово продолжи со распит на сведоци кои доаѓаат по предлог на јавното обвинителство. За денеска беа повикани двајца сведоци, но на почеток од судскиот процес обвинителството кажа дека едниот сведок заради објективни причини бил спречен да присуствува на денешниот распит, па на судењето ќе се испитува само еден сведок. На прашање од јавното обвинителство одговара заменикот генерален инспектор од Дирекцијата за заштита и спасување Живко Ставревски. Тој одговарајќи на прашање од јавното обвинителство рече дека пред трагедијата во Кочанската дискотека никогаш не бил планиран надзор на угостителски објекти, односно на ноќни клубови и дискотеки. Меѓутоа, после пожарот во дискотеката Пулс, кој што се случи на 16 марта минатата година, станале редовна појава во нредните инспекцијски надзори од страна на Дирекцијата за заштита и спасување, а како што кажа сведокот Ставревски, тие се изведуваат по предлог и барање на Министерството за внатрешни работи и останати инспекцијски органи. Сведокот кој што доаѓа по предлог на јавното обвинителство од Дирекцијата за заштита и спасување кажа дека всушност до 2020 година во нивните редовни програми за инспекцијски надзор не биле предвидени објекти во општини каде што Дирекцијата за заштита и спасување нема свој инспектор за заштита и спасување. Тој одговарајќи на прашања од јавното обвинителство рече дека секој инспектор има право самостојно да постапува и при подготовка на програмата за вонредни надзори. Деспина сами денешното судско рочиште започна и со предлог од јавното обвинителство, односно го информираше судот дека јавното обвинителство повлекува 10 сведоци од листата на претходно предложени сведоци за кои лица станува збора, немаше објаснување, па повеќе детали за сведочењето на денешниот сведок најавувам за вестите во 16 часот. Зоран Јаневски, ти благодарам за овие информации. Секако стануваш да го проследиш и остатокот од денешното ручиште. Многу повеќе пренесуваме и во следното информативно издание.